Вардар ТВ денес разговараше со главниот тренер на женскиот ракометен клуб Вардар Јуниор, Симе Симевски. Го гледаме интервјуто. Ако направиме еден мал осврт на минатата сезона, од оние цели што ги дадовме пред почетокот на годината, според мене се остварија сите и ги исполнивме очекувањата на екипата, на управата на ракометен клуб Вардар. Успеавме да бидеме втори на табела после првата екипа ЖРК Вардар нормално. Тоа беше интересно првенство, едно поголемо искуство за овие девојки кои што се преваруваат во Вардар Јуниор. Тоа значи успеавме да елиминираме екипата на ЖРК Металург од автокоманда. Беше интересен двобој помеѓу тие две екипи, затоа што на некој начин се као некој ривалство се створи во изминативе 2 години. И чекор по чекор имаше моменти каде што некој натпревар го изгубивме, некој го добивме, меѓутоа крајниот епилог беше на наша страна. Добар печаток оставивме и во меѓународните натпреварувања, тоа се Челендж Куп, каде што влеговме интересно, добро. Девојките сериозно си ја сватија работата. Успеавме да стигнеме до кај што стигнавме, меѓутоа се појави една екипа од Украина која што беше на некој начин подобра. Не исфрли од купот и пак и од тој пораз може да се купи многу за оваа година. Оваа година им се даде малце повеќе одмор на девојките. Има напорни 3 години наназад, малтене без одмор. Што на клубско ниво, од ракометен клуб Вардар, што од репрезентација, тоа беше младинска, па и сениорска репрезентација. Направивме една добра програма, една добра стратегија, исто во договор со првата екипа. Значи, тука се вклучени и тренерите од првата екипа, што кондициониот тренер, тука Индира, како шеф на стручен штаб, и сметам дека добро ги одработија овие базични подготовки. Сега сме тука во Јане Сандански, работат исто по 2 пати дневно. Исто во програма некоја која што е во корелација со првата екипа. Сето тоа е добро, само потребни ни се некој одреден број на надпревари кои што ќе видиме до кај сме, што сме и како сме. Односно, тренираме за да играме и да видиме до кај сме стигнали. Екипата е иста. Начално косторот е од 13-14 девојки кои што се во овие изминати 3 години 4. Имаме 4 девојчиња помлади, клубот го напуштија 3 девојки. Овие 4-5 девојчиња се од младинскиот погон на ЖРК Вардар и годиште 98, 99 и 2000 има. И бе одлична можност за оние помладите да напредуваат. Так. На почеток им беше малку чудно, тоа е нормално за една скала плюс која се качува било кој играч. Меѓутоа полека како одминува времето и они се прилагодуваат и повеќе мислам дека времето работи за нив и дека во многу краток временски период ќе дадат некој резултат. Се склопат во екипата. Така. Веќе 1 до 2 девојчиња и рано е се уште, мислам така. Даваат позитивни знаци. Оваа сезона што ви е целта тука во Македонската лига? Па оваа година ни е нормално, целта ни е да повториме минатата година да го повториме истиот успех и да пробаме едно скалило плюс во меѓународниве води, во Челендж Купот. Така, ни падна екипа од Бугарија. Не толку позната, така? Не толку позната, меѓутоа Свиленград. Јас секогаш сум и малку предпазлив на тие работи. Многу е тешко и да играш со непознати екипи. Не знаеш со кого играш, не знаеш каков ракомет, не знаеш каков ракомет негуваат, така да мораме да бидеме предпазливи и секоја информација што ќе ја добиеме од нив да ја искористиме во позитивна полза. Меѓутоа треба да бидеме предпазливи многу.